без намера за фаќање на некои од линиите кои водат кон безизлезот од уставниот лавиринт, ниту за обсервација на хаотичните и контрадикторни ставови на суетните конституционални експерти. Сепак, најзбунувачки е тоа што авторите на документот и оние кои ги пренесуваат знаењата за него, иако потекнуваат од иста школа, па дури и од иста влада, сепак не успеваат да се согласат за ниту една точка од него. Пратениците остануваат, значи дека се имаат мандат од 4 години и остануваат на функција се додека не биде верификуван мандатот на следните. Важи, ако не им е ако не им престанал, тие се откажале од мандатот со само распуштањето. Не е точно, они не ги имаат вратено мандатите се кај нив до избор на нов пратеник на нивно место. Кој може да им го врати? Само граѓаните на избори или пак Уставниот суд? Од Уставниот суд 2016 година, која експлицитно и од Уставниот суд толкувањето од на таа насока, дека собранието кое е распуштено може повторно се свика во случај точно го имаат кажано тоа на воен и военна состојба. Боговска е и разликата меѓу оние кои што предаваат за она што други го преживеале. Предноста на даскалите е во тоа што тие може да теоретизираат и да бираат зборови и друштво, наспроти оние кои искрено ламентираат, не очекувајќи дека нивните соговорници нема да покажат ниту елементарно сочувство. Јас сум научен и подготвено ја пречекав целата пандемија и криза благодарение на моето 13-месечно искуство во притвор у Шутка. Така да делот изолација, самоизолација ми е доста познат. Господјо Мирјана, очигледно дека човекот не ми е соодветен соговорник кој може да зборува за кризна состојба. Кризна или воредна е навистина сеедно, особено кога на медиумите владее редовна состојба. Во тој контекст е и традицијата, по рамки на слободата на изразување, да се прават паралели, чија соодветност во незината конечност е сепак прашање на вкус, односно на дигестивниот капацитет на желудникот. Тука важи она аналогија што Ленин ја кажал за Плеханов. За се што направил добро заев, треба да му се направи споменик од злато висок 100 метра, а тоа што е утнал работата, горе да се обеси. Иако е во прашање временска разлика, па не се знае дали се будиш или заспиваш, сепак импликациите, особено врз диаспората, може да предизвикаат значајни стимулации на разумот, а врз основа на исказите на социјалните мрежи почнуваат да се прецизираат заклучоци. Цел се бај да слушам Алфа телевизија. Абе, луѓе, од доаѓањето на власт на СДС и на тај болен мањак, шизофрен, лудак Заев, нели гледате колку луѓе умреа? Не смеам јас толку да се отворам да ви кажувам на видеото. Не смеам да се отворам. И на крајот, сепак има и такви кои што си се отворени и смеат и можат да кажат кој, како, зошто умрел или зошто се уште е жив. Џорџ Буш е убиен. Џорџ Буш е убиен со инекција пред едно тогаш кога умре, нели? Обама и мажот негов Мишел. Мишел не е Мишел, туку е Майкл. Се вика Майкл Робинсон. Тој е маж, роден 64 година. Од пола нагоре е жена, од пола надолу е маж. Хилари Клинтон, таа е мртва веќе 2,5 месеци. Во Гринланд лежи во лето. Ова што ја заменува овде е глумица. 15 години помлада и 15 кила полесна. Оваа надреална нарација незаслужено го окупира и овој безбеден остров, но незиниот сериозен публицитет алармира дека светот, освен со новата пандемија, паралелно е соочен со зараза која подолг период се шири, а сега само се користи да биде ставена на заедничка сметка со короната. Со оглед дека никој повеќе не може да биде имун, може би е време и за неа да се најде вакцина. Ако веќе не е, предоцна.